Почитувани, дојде време кога после еден цел мандат треба повторно да се погледнеме во очи, да се подсетиме на се што изминативе 4 години преку макотрпна работа се започна и спроведе. И сигурен сум дека мојата честна и одговорна работа беше факт кој доприносе за добивање на повторна кандидатура на овие локални избори. Тоа го согледа мојата политичка партија ВМРО-ДПМН. Тоа го согледа председателот Груевски, а тоа сигурен сум дека и жителите на општина Дебрца не само што го согледаат, туку и ќе го потврдат на 15 октомври. Денес со мојот тим и советничката листа на ВМРО-ДПМН со кренати глави стоиме пред вас и бараме уште еднаш да ја покажете вашата доверба кон нас. А таа доверба не ја бараме само напразно, туку ја бараме врз основа на се она што го имаме направено за општина Дебрца. А верувајте, ќе направиме уште повеќе. Денес ќе го разгледаме нашето действување во однос на образованието во општина Дебрца, затоа ве молам, подсетете се само пред 4 години на што се базираше образовниот циклус и во какви услови се одвиваше истиот. Кога говорам, сакам тоа да го биде потврдено со факти и документација. Затоа денес ги предложувам дел од реализираните проекти, но ќе изнесам и дел од проектите кои ќе бидат спроведени. Изградено монтажно училиште во село Волино, реконструирано основно училиште во Требеништа, реконструирано основно училиште во Ровник, реконструирано основно училиште во Лешани. А ова се дел од проектите кои ќе бидат спроведени. Во Ровник партерно уредување на дворот и на училишната зграда и изградба на игралиште за баскет. Во Требеништа партерно уредување на дворот и училишната зграда и поставување на систем за парно грејење. Во Волино реконструкција на старата училишна зграда. Во Мешеишта партерно уредување на дворот на училишната зграда и поставување на систем за централно грејење. Во Ботун реконструкција на училишната зграда. Во Белчишта промена на системот за грејење и замена на столаријата. Во Лешани партерно уредување на дворот на училишната зграда и изградба на спортска сала во склоп на училиштето. Велме реконструкција на училишната зграда. Издеглаве реконструкција на училишната зграда. Општината ги стипендира најдобрите 20 ученици. Опремување на училиштата и училишните кабинети. Почитувани, во моите излагања секогаш говорам и ќе говорам со факти, бидејќи ниедна лага не може да ги сруши, бидејќи пред фактите сите треба да молчат. Се надевам дека ќе имаат таква доблест и против кандидатите. Ви благодарам.